Благодарам прво за организацијата на домакините на училиштето. Секако благодарам за поддршката на швајцарската амбасада, USAID, UNDP, Организацијата на трудот, Меѓународната трудова организација и на сите вклучени. Секако да ги поздравам министрите за образование и за труд и социјална политика кои што се вклучени во овој дел, но гледам и директорката на Агенцијата за вработување. Сите ние на некој начин, со помош на нашите пријатели, сме вклучени да го направиме исчекорот на модерното време. Голем процент од младите луѓе многу полесно ќе најдат работа, и впрочем тоа го правеле во сите земји понапредни од нас, ако државите навремено ги устручуват за потребите на пазарот на трудот. Дефинитивно, иако бројката на невработени е падната на 17,5%, се поголем е недостатокот на квалификувана работна сила. Во едни такви околности, дефинитивно тоа што го гледаме е дека ако направиме убав спој на младите луѓе кои што завршуваат средно образование, на компаниите кои што се повеќе и повеќе ги има во нашата земја, на државата и државните институции од секој можен аспект, можеме да добиеме вин-вин-вин ситуација, каде што буквално ќе го зајакнеме тој дел на лесно вработување на младите луѓе со завршувањето на нивното средно образование, заради тоа што преку средното стручно образование или така нареченото дуално образование насекаде по Европа е познато дека веднаш со завршувањето на своето образование тие се обезбедени со трајно вработување и квалитетни примања и одржливи примања, кои што значат и гаранција за нивен кариерен раст и развој низ работење. А секако преку стручното образование добиваат неопходната практична квалификација, која што со овие 5 општини кои што ги избравме преку училиштата, дефинитивно до крајот на своето образование ќе стигнат некаде околу 70% од своето време да го поминуваат во практична настава, директно во компаниите, директно во пракса, да знаат што ќе работат и тие се веќе остручени и профилирани буквално од својот труд квалитетно да заработуваат. За компаниите тоа е исто така драгоценно. И навистина треба да им се заблагодариме на нив кои што учествуваат во ваквите проектни активности, заради тоа што на тој начин тие однапред може да го планираат својот производствен процес, својот план, раст, развој, како што ги имат замислено, знаејќи дека еве квалификуваната работна сила која што доаѓа, за да можат секако да ги исполнат своите планови. Ние како држава во моментот тоа го правиме преку Министерството за образование, средните училишта во нашата земја, Министерството за труд и социјална политика, но секако сето тоа што го правиме е на крајот да направи еден убав мечинг, каде што буквално сите ќе бидат задоволни. Сега сме во една пилот фаза, по почетна фаза, тоа мора да расте во нашата земја. Дефинитивно, јас и во дебатите со коморите, каде што има таму и мајки и татковци на деца и средните школи, констатиравме дека, не знам, ако имаме 4 дечиња дома, не се сите 4 за факултет. Значи, едното, двете, или ние што имаме две, секој пат сите деца не се на факултет. Тоа не значи дека ако тргне веднаш во стручното образование, лесно најде работа, се профилира како возрастна личност после 18 години. Може да оди на факултет и после тоа. Но дајте да ги обезбедиме младите да имат своја перспектива, квалитетна перспектива, да можеме да бидеме доволно подготвени како држава со квалификувана работна сила и на тој начин да го поддржиме севкупниот раст и развој на нашата земја. Тоа е еден од модалитетите кои што владата ги прави, за да можеме секако на крајот на денот да си ги задржиме младите тука. Токму таа насока би сакала да ги слушаме дел од конкретните мерки кои што владата ги работи за враќање на сејата на стручното образование. Добро, дел од конкретните мерки се токму тие. Мечингот што го правиме со компанијата. Каде што една таква компанија пред неколку дена имав можност да презентирам во фаза на градба. Тоа е компанијата Gerresheimer од Германија, од областа на фармацевската индустрија, која што изработува прецизни пластични материјали за фармацијата, кои што се користат во производи кои што секојдневно ние ги користиме во нашето здравство. Единствениот страв кај нив е, например, дали ги има доволно квалификувана работна сила. Сака да почнат со 400 вработени и ќе растат понатаму во своите фази. И ако можат да добијат квалификувани млади луѓе, кои што се тие подготвени да ги квалификуваат низ текот на нивното образование, навистина ќе можат да ги планираат своите развојни планови
онака како што ги замислиле, а ние како општество преку средните образование навистина да ги подготвиме младите луѓе кои што знаат дека учат прва година средно, втора година средно, трета година средно, се устручуваат и четврта на крајот и доаѓаат подготвени веднаш со завршувањето тргнуваат на работа. Уште во текот на работењето може да дојдат до одредени своји приходи. Веднаш со нивното трајно вработување имате како квалитетни приходи. Оти работодавачот се грижи за нив да ги задржи, а истовремено и тие ќе бидат доволно мотивирани за платите кои што ги добиват тоа да го прават. Секако паралелно со тоа работиме и со еден куп други мерки. Ја спомнав Агенцијата за вработување преку сите програми за поддршка на вработувањето кои што ги развиваме од лицата со посебни потреби, но и поддршка на младите, младинската гаранција, тренингот, до едукацијата, нивната подготовка. Сето тоа е во форма на конечната цел која што сакаме да ја постигнеме. Тоа што е невработено во државата или тоа што ќе заврши образование, да биде осогласено со потребите на пазарот на трудот, она што им треба реално на компаниите кои што работат тука. И јас верувам дека успеаваме. Ја ставивме државата на вистинската шина, на вистинскиот пат и само треба да се насочиме да добиваме се по квалитетни и ефикасни успеси од тоа што го работиме, ако сакаме дефинитивно и бројката на невработеност да паѓа, но и младите да бидат се повеќе згрижени, вработливи и среќни овде во државата.